Со сета почит кон животното искуство низ нејзините 92 години, оваа репортажа за кумановското село Клечовце ја започнуваме со највозрасната жителка, баба Кона. Меморијата не ја напуштила дури ни по 9-та деценија од животот. Дојдена е како снаа во ова село на 19 годишна возраст. Минала низ бремето на Првата и Втората светска војна. Подигнала на носе деца и внуци и денес како горда баба на 8 внуци, 9 правнуци и 1 чукун внуче, спокојно го минува своето секојдневие. Како млада снаа во селото работела се сеќава таа. Од полиоделски активности за одгледување тутун, памук, ориз, чување овци до производство на млечни производи. Се сеќава и на џамијата и на туристските обичаи во село Клечовце. Еве што ни раскажа таа. Родена сам у село Младо на Горичино. Живела сам 10 години туја. После татко ми се поминае, мајка ми се продала у Четирце. Знаете га Четирце? И тамо сам дораснала и одек сам се одала. Значи колку години сте тука во ова село? Ово село 19 години сам имала кад сам дошла овде. Тоа е било 42 кад сам дошла. Како го паметите селото Јали, тогаш? како го паметам? Кога дојдовте, какво беше? Какво е било село? Имало опет 16 години, турске куќе. 16 години. 16 турске куќе имало. И после било е мизерно, да ти кажу, земјорадничко село. Е тако е. Било. Кога дојдовте, со што се занимававте? Дали садевте нешто, стока? Тутун, памук, ориз и житерецу све. Што треба. Често тоа што треба. Добра, а денес како го поминувате времето? Данас ќе го поминуваме овако е време. Данас ќе се фино живи. Само кој може да се жали. Градинарство само, ништо друго. И краве што чувамо. Тоа е. Да не ти е ладно. Ја можу да ви опишу Први светски рат пантуга, не га панту, него што сам учила. Тоа е било 37-8 годину сам учила, ишла у школу и тој га панту, што сам учила. Други светски рат, веќе очевиден сам, пантуга и тој. И тако е. Претходно ова село било турско село. Да, турско, џамија, каде се што е воланта, џамија имаш. Е тако. Џамија. Што паметите од тоа време? Па, од тоа време памету свадбе турски како су биле, вија, како ги викал Бајрами, тој све. Славило се, оđа вика у 4 саат вале да станев да ручав. И тој ќе памету, све памету што е било. Што сакате, питајте. А кажете ми, еве, вие како домаќинка, кои се вашите женски обврски порано, нели, како млада домаќинка? Да. Што се готвело, што сте правеле? Све. Овце су чувале, у заедницу смо биле. Биле смо две трве овдек дома, една у Велес, една у Куманово живеше. И све. И жетва, и домаќинство, и копање. А дали правевте од млекото, Да, сирење жуто, бело со пиперке, чисто бело онакој. И тако е. Од специјалитети, зелници? Све. Под врешник, леп у црепњу. И тако е било. Каков е било со животот? Дали сте живееле со другите луѓе од селото, со комшиите? Со сви. Не смо имале сваѓу. Уопште. Со сви смо живеле. А денес како е во селото? Дали има млади? На млади не знам. Еве 4 години сам овдека. И што се работи по село, ништо не знам. Напред чујувала сам. А сак ништо не знам. Тоа е.
Добро. Значи имате деца. Да. 3 сина. Имам чукун унука. Имам 8 унука. 9 параунука и едно чукунука. Клечовскиот регион всушност е југоисточниот дел на Кумановската котлина. Се наоѓа на подрачјето каде Крива река се влива во Пчиња. Село Клечовце се наоѓа на оддалеченост од околу 6 километри од регионалниот пат Куманово-Крива Паланка или на 21 километар од центарот на општина Куманово. Селото е рамничарско на надморска височина од 520 метри. Атарот зафаќа простор од 18,9 километри квадратни и на него доминира обработливо земјиште, во најголем дел пасишта и мал дел на шуми. Го пресекуваат две реки, Пчиња и Крива река која се влива во Пчиња. Денес тука живеат околу 500 луѓе, пред се македонци и мал дел православни роми. Повеќе за личната карта на селото ни раскажа Гоце Ристовски. Има негде околу 500 жители. Има школа, има до основно до 8 оделение. Има фудбалски клуб Клечовце, што има разано да малите. Амбуланта има секој ден, освен недела. Има 3 продавници. Има ресторан Визијана во Фрателис. Има негде око 10 фамилии што по еден што работи во Визијана. Некои работат во земјоделско стопанство Клечовце. Селото Клечовце е познато и како родно место на Драган Богдановски, има и споменик. Да, тука е роден Драган Богдановски, има споменик. Муславим е роден на 18 септември му е роден ден. Секоја година тука има некоја прослава, се собират, доаѓаат луѓе од други места да го посетуваат. Клечовце е село од збиен тип. Има горња и долна мала, кои се делат на помали мали и групи куќи. Според народните преданија, за името на ова село е врзана интересна легенда, која ни ја раскажа председателот на местната заедница Будимир Стојановски. Имено на местото Кршче, каде во минатото имало чешма, кога минувачите пиеле вода клечеле, односно се наведнувале. Клечовце е постаро село во овој регион. Да кажам, за името како го добило Клечовце, мислам, не било населено некој си време. Од порано што сум чуло од постари, го добило името, патувале некој караван од Куманово према Кратово тамо, тука се ишло покрај Крива река пат. И тука седнале да се одмора тие, и така не седнале на земја, него клечеле, знаеш. Некогаш најголемото село во Криворечието има долга историја која почнува во турско време, кога името му било Чаушојле или Чаушќој, по некој араб чиј чин бил Чауш, кој се доселил во селото. Чаушовото село е регистрирано во турските пописни тефтери од 16 век. 1519 година е забележано како Клечовци, а во селото се потпишани 40 христијански и 5 муслимански семејства. Таму првин се доселиле побогатите турци како и нивните робови. За време на турското робство местото било голем прометен центар и коначиште за патници и трговци, и во него неделно се одржувало пазар. Со изградбата на пругата Куманово-Клечовце-Белјаковце, селото добило значење како важна станица во Куманово.
Тука, низ оваа долина, водел дел на значајната балканска сообраќајна артерија на правецот Солун, Штип, Врање, Белград, а било поврзано со пати и од источната страна. Во меѓувреме, низ децениите, ова поднебје за свој дом го одбрале бројни доселеници пред се од Кривопаланичкиот крај. Ова село во минатото било делот на Горичката околија. Во втората половина на 19 век се случиле големи промени во дотогашниот развој на селото. Воспоставен е сообраќајниот правец Солун-Скопје-Белград, со што нагло престанал транзитот низ Клечовце. Селото екзистира од античко време преку средниот век до ден денес. Со територијалната поделба во 2005 година на Клечовце му е одземен статусот на општина која од 1996 била административен центар на неколку козијачки и криворечки села. Било турско село, живееле турци и имало и наши. Наши живееле многу малку, биле 3-4 куќи така. Оние другите после почнале турци да се иселуваат од тука и највише има доселено од Паланачки крај. Наши клечовчани 80% се попотекло од Паланачки крај. Така. Од Луке, Подржи конј, Метежево, Огут, Црцорија, клечовчани веќино се од таму. Во минатото, во селскиот татар имало еден постојан кладенец на Кумановскиот пат до местноста викана Кршче, но жителите не користеле вода од него бидејќи бил многу оддалечен. Тој им служел на работниците на поле. Денес во селото доминира повозрасната популација. Младите во потрага по подобра екзистенција се иселуваат. Миграцијата си го направила своето, а најмногу се иселиле во Куманово, Доброшане, Рајкова куќа и Скопје. Оние кои остануваат живеат нормален и спокоен живот. Најмногу екзистираат од сточарство и земјоделство. Се чуваат 100 крави и околу 600 овци, а од земјоделски посеви се сади само за сопствени потреби. Почвата е погодна пред се за житарски култури и детелина, кои ги користат за прехрана на добитокот. Завршив средно во Скопје, работев за време уште на Југославија, во Скопје, во Куманово, бев во странство, една година во Германија и кога се вратив од таму, останав во село. Тука се запослив, бев незапослен 7 години, се запослив, вработен сум во општина Куманово, на работа сум тука испостава Клечовце. Со што се занимавате друго? Дали садите нешто, дали Покрај тоа се занимавам со земјоделие, чувам свињи, крави чувам, 2 просилки имам, 2 крави имам. Работам земјоделие за своји потреби така. Нешто за пазар, што превишува на пазар и така. Што најмногу се раѓа тука? А овдека кај нас претежно житарица, па има, може да кажам, луѓе ретки се што се занимаваат со градинарство, пошто далечени сме од град, трошкови, пат и пазариште да се плати, не се исплати за овој наш крај, пошто далеко сме од Куманово, негде 25 км. Тоа кошта све. Млеко откупуваат овдека, има Бучен Козјак, има Здраве Радово, 2 фирми, 3 така обавезно има, поделени се луѓето. Па, нешто има. Некои има претежно кои се занимаваат со такви работи, али другото така, и државно и приватно работи. Кажете ни, тука живеете во село Клечовце? Да, тука живеем во село Клечовце од 80-та година. Значи, од каде дојдовте тука?
Прв пат бев во Скопје, после во Куманово. Добро. Сега Каков е животот тука, со што се занимавате? со земјоделие. Со што поточно? Поточно чуваме некоја крава, земја, сееме и така. Значи, за собствени потреби? или За собствени продавате? потреби, за собствени потреби. Добре, од земјоделие што успева најмногу тука? Па во задње време послабо све. Житарица, бавча, Лозија дали садиме, имате? лозе, нема, малку само. И тоа. Добро. Каков е животот тука? Дали имате соседи? Дали се собирате? Да, имаме, живееме добро со сите. Нема Дали, расправи. дали има млади во селото? Па има и послабо. Секој гледа да бега за подобар живот човек. Съм Верка Бајдевска. Родена съм у Сувара, а овде съм омажена у Клечевце. Колку години сте тука? 33. Да. Со што се занимавате? Ми се занимаваме с земјоделие. Чуваме краве и тако. Муж ми порано работеше, идеше на работу, ја беше дома с деца. А сак и он е дом и чуваме краве, производители на млеко. И тако. Дали садите нешто за собствени потреби? Не, само за краве. Мумуруси, за нашу употребу башчу, тие такви работи. А спремамо детелине. Храну за сток. Млеко предавамо на бучин козија. И така, али не смо задоволни, многу е ефтино. Тешка работа? Како не? Овој млеко е ефтино, жито, катастрофа. Свиње, прасе да продадеш многу ефтино. Треба малце да поведе вред. Вие како Држава. Млеко производители сме ми. Жито не продавамо, давамо ga на сток. Чуваме краве, свиње. да новите, значи освен обврски покрај Па стоката? добро, ете, имамо мало унуче, снашко имамо туја и тако е. У куќу, до башчу. Сега сезона на зимници, дали Да, правите? све правиме. Ајвари, тие поред, све. Чуваме исто свиње. Све што треба. Дали има некој специјалитет што е карактеристичен за селото? Па све, како да ти кажу, село како село. У село никој не останува, да кажемо, без храну, кој малце си повеќе поработи. Све има. Не може да се пожалиш у град, ако нема паре, може да биде и без вечера. У село храна има све. И место е добро, али млад свет све бега. Тоа ми е најтешко. Тука сум роден, завршив средно во Скопје, работев за време уште на Југославија во Скопје, во Куманово, бев во странство, една година у Германија и кога се вратив од таму, останав у село. Тука се запослив, бев незапослен 7 години, се запослив, вработен сум во општина Куманово, на работа сум тука испостава Клечевце. Со што се занимавате друго? Дали садите нешто, дали Покрај тоа се одгледувате? занимавам со земјоделие, чувам свињи, крави чувам, 2 просилки имам, 2 крави имам. Работам земјоделие за своји потреби така. Од Нешто земја- за пазар што превишува на пазар и така. Што најмногу се раѓа тука? А овде кај нас претежно житарица, па има, може да кажам, луѓе ретки се што се занимаваат со градинарство, пошто далечени сме од град, трошкови, пат и пазариште да се плати, не се исплати за овој наш крај, пошто далеко сме од Куманово, негде 25 км. Тоа кошта све. Чуваме 2-3 крави, пошто нема екзистенција за младите, док да се вработат. Моментално се занимават док да најдат работа. Тоа е дополнителна дејност. Иначе селото
има негде околу 500 жители. Луѓето претежно се занимаваат со стока, претежно со крави. Овци има негде околу 600 овци има во Клечовце и околу 100 крави. Еве некои со пластеници почнаа да се занимаваат. Што најмногу успева од земјоделски култури? Па овдека Клечевце било познато понапред најповеќе со Бостон. Ама во последните години климата се изменија и нема доволно. Прека зима нема снег, преко лето нема неварне дошти и не се наводнува и слабо успева. Тие старите, док беа, повише се занимаваа со земјоделие, овие млади не се занимаваат многу, сите сакаат да се најдат подобар живот, полак живот, полесна работа. Село Клечовце е инфраструктурно поврзано со асфалтни патни правци. Веќе 2 децении имаат водоводна мрежа која ја направила на сопствена иницијатива, но проблем им представува канализацијата. Имаат болница на местото на некогашната џамија, пошта, училиште, црква и 3 продавници. Од 94-та, 20 години кој има водовод, канализација немаме. Во основното училиште Вера Которка во 60-тите години учеле околу 660 ученици. Денеска 80-тина. Интересен податок е дека пред точно 1 деценија, односно 1996 година, училиштето е добитник на награда за најубаво украсен двор во општина Куманово. Има и други признанија кои ги красат училишните ѕидови. Малиот Јован од Клечовце го сретнавме во дворот на својот дом, каде си играше со своето куче. Еве што ни раскажа тој за неговото секојдневие, како и за училиштето. Која оделение? 7. Јас учам во училиштето во село Клечовце, во Вера Которка. Колку деца сте во оделение? 7 деца. Добра, а колку ученици има во целото училиште? Па 100. Кажи ни како го поминуваше времето? Па си играме, трчаме. Имаш и куче, маче. Да, имам и кутри и маче. Ти се грижиш за нив? Да. Дали помагаш на бабите, на дедовците? На баба слабо, но на дедо секогаш. Кога одиме во берба, мумрус, кога береме сончоглијат за дрва, за се. Традицијата е нишка која ги обединува генерациите. Гаи соживот и го слави името на селото. Традицијата во ова село се негува со селските христијански слави, вкупно 2. Една на Ѓурѓовден кој се слави на 6 мај во црквата Свети Ѓурѓија и една на денот на Свети Василий во црквата Свети Василий или меѓу жителите позната како Клечовско кршче кое се наоѓа на брегот на реката Пчиња. Има Ѓурѓевдан и Кршче, тие се селски слави, што луѓето најповеќе се собираат. Таму преко река има црква, Свети Ѓорѓија, таму се собираат, бираат кум, има музика, има доста народ. Се собираат на Ѓурѓевдан и на Кршче, пошто на 6 мај увек Ѓурѓевдан, а Кршчето одма во недела се пада. Не е битно кој датум, али најповеќе има народ на Кршче. За потреби на село изградивме црква, нова црква направивме, изградивме кујна у црква, направивме за потреби на селаните една трпеза за Ѓурѓовден што се собираме таму, се вика на 2 крста. Селото е едно од ретките кои имаат свој фудбалски клуб, единствен во Клечовскиот регион. Традицијата за негување на оваа спортска дисциплина е долга и е еден вид рекреација за младите кои се собираат на игралиштето. Фудбалот во Клечовце датира од 1952, а најголема заслуга за фудбалската традиција има сега покојниот учител Владимир Аврамовски Ваце, кој прв донел фудбалска топка во селото. Ги собрал младинците, а во тоа време ги имало многу и ги учел на фудбалските правила. Фудбал играле и возрастните, а клубот првен го носел името Крива река.
Долгогодишен тренер и председател на управниот одбор на фудбалскиот клуб бил сегашниот председател на местната заедница Будимир Стојановски. Покрај земјоделие се бавиме и со спорт, имаме фудбалски клуб. Долгогодишен тренер сум. Од негде 90 од 80 година, па кажи до вчера, што се вика, остави више место на помлади. Низ минатото, Клечовце било прочуено по производството и извозот во Европа на бостан, праски, јаболка и лозија. Денес нема плодна почва за овие култури, а за тоа делумно виновни се климатските промени, сметаат повозрастните мештани. Во денешно време, некогаш познатото земјоделско стопанство кое го носи името на селото, формирано во 1953 година, функционира со само 20 вработени, а земјиштето се помалку се обработува, и тоа со современа земјоделска механизација. Клечовчани се сеќаваат дека селото било познато и по одгледувањето на биволи, кои тогаш најмногу се користеле како работна сила. Во 50-тите и 60-тите години од минатиот век, со наглата модернизација и механизација, бројот на грла драстично е намален во целата земја. Денес нема ниту еден бивол во Кумановското Клечовце. Село Клечовце е родно место на Драган Богдановски, еден од идеолозите за самостојна и суверена Македонија. Во негова чест, среде село е поставена спомен плоча, каде му се одава почит на позначајните датуми. Селото Клечовце е познато и како родно место на Драган Богдановски, има и споменик. Да, тука е роден Драган Богдановски. Има споменик. Му славиме роѓенден на 18 септември му е роден ден. Секоја година тука има некоја прослава, се собираат, доаѓаат луѓе од други места да го посетуваат. Клечовце како едно поранешно сообраќајно стопанско средиште на Кумановската област, денес е нем сведок за минатите времиња во кои било славно. Останале малкумина луѓе да се напојуваат од природната убавина на ливадите, полињата, шумите и висорамнините и да уживаат во амбиентот покрај домашното ќумбе, кое секогаш зрачи топлина. Топлина на својот роден прак и мирисот на свежина и здравје кое ги носи селото. Топло препорачуваме да го посетите Кумановското Клечовце.